Почитувани, вчера на иницијатива од пратениците доктори на ВМРО ДПМНЕ, а со поддршка и од останатите пратеници од ВМРО ДПМНЕ, Коалицијата за подобра Македонија во Собранието на Република Македонија е поднесен закон за докторска дејност. Овој предлог закон е поднесен бидејќи иницијативата за ваков закон се јави уште од претходниот мандат. Во 2013 година е изработен работниот текст од пратениците доктори од тој состав во соработка со Лекарската комора и беше предвидено овој закон да биде донесен до крајот на мандатот. Но заради политичката состојба во Република Македонија, овој закон не го виде дневното светло. Со овој закон се уредуваат условите, организацијата и начинот на вршењето на докторска дејност, правата и должностите на докторите на медицина, контрола на докторската дејност, вреднување на докторскиот труд, лиценцата за работа на докторот на медицина, издавање, продолжување, престанок или за одземање на лиценцата од соодветната област на медицината, основањето, надлежноста, организацијата и работењето на Докторската комора на Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на докторската дејност. Како најголема придобивка од донесувањето на овој закон за докторска дејност е предвидено вреднувањето на докторскиот труд, односно утврдување на висината на платата преку колективен договор, која што би ја земиле општите доктори и докторите специјалисти од примарното, секундарното и терцијарното здравство и во јавните и во приватните здравствени установи. Имено, со овој закон се предвидува платата на докторите специјалисти да изнесува 4,5 просечни плати или 100.000 денари нето плата, додека платите на општите доктори да изнесуваат 2,5 просечни плати, односно 56.000 денари нето плата. Покрај утврдување на висината на платите на специјалистите и општите доктори, со овој закон нудиме и системско решение со кое ќе се подобри квалитетот на здравствениот кадар, квалитетот на здравствените услуги на граѓаните и ќе се спречи одливот на здравствените мозоци во странство. Исто така, многу е важно да се напомене дека овој закон е работен во консултација со Лекарската комора, Сдруженијето на лекари и синдикатот. Од тука сме сигурни дека со ова законско решение најмногу добива македонското здравство преку поквалитетни услуги на докторите и посветеноста во односот на докторите кон пациентите. Бидејќи во предизборието од страна на СДС на ова фела и се ветуваа промени во работењето и валоризација на трудот на докторите, ние како ВМРО ДПМНЕ сакаме да го дадеме нашиот допринос со овој мотивацијски и стимулативен закон, како конструктивна опозиција, се со цел да се подобри дигнитетот и достоинството на оваа фела. Исто така, сакам да нагласам дека со овој предлог закон се заокружува еден огромен пакет на мерки на ВМРО ДПМНЕ за подобрување на здравството во нашата држава, каде покрај инвестициите во набавка на современна опрема низ сите здравствени установи во Република Македонија, реновирање и изградба на нови здравствени објекти, стручна доедукација на кадрите во Република Македонија и странство и мотивација на здравствениот кадар, се со цел поуспешно и поквалитетно здравство на граѓаните на Република Македонија. Почитувани, сега СДС е на потек. Очекуваме од парламентарното мнозинство на чело со СДС да го поддржат овој закон, поради тоа што беше ветено од нивна страна во предизборниот и постизборниот период. Затоа очекуваме нивната поддршка, бидејќи сметаме ова е позитивна мерка и се надеваме дека веќе во август или септември оваа година докторската фела ќе може да го почувствува зголемувањето на платите, а не до крајот на мандатот, како СДС што се изражува во последниот период. Благодарам.